да бидеме не да се ослободиме целосно, например нас законски ни припаѓа 6 до 8 денари да платиме наплатна рампа. Моментално тоа не го прифаќа тоа решение. Сега друго решение може да е алтернативниот пат, да го асфалтира, да го поправат, за да не биде нас полесно. Денеска протестиравме, го блокиравме патот. Не целосно, ама го блокиравме. За следниот пат, мислам дека ќе го блокираме целосно патот. Имаме поддршка и од другите села што сака да не се приклучат, да ни помогнат. Моментално некои ленти се ослободени да пројдат коли, ама за следниот пат, за следниот петок мислам дека целосно ќе го блокирам автопатот. Јавното предпријатие ни рекува дека не може, тие пратиле некој одговор дека само службените коли, брзата помош, против пожарна, полиција се ослободени. За другите граѓани не важат законите, а мислам дека за нас треба да се важи законот, зашто ние за 3,5 километри плаќаме 30 денари. Незадоволни сме зашто некаде у Европа, мислим у Швајцарија, у пример, ти платиш годишно 40 франги за една година. А овде за нас доаѓа да платиме по еден пат, значи да поминаме и да се вратиме, по една година 365 евра. Значи таму тие земат 5000 франги, платат 40 франги на година, а ние за 300 евра плата треба да платиме 365 евра за едно отидење и враќање. А сега со COVID-19 има многу луѓе кои што имаат болни у Тетово, па и у Скопје. Ќе зборуваме само за Тетово. Па 5 пати на ден, најмалку тој треба да иде да се врати, пошто може мајка, може татко, сестра, све може да му е болен. Нашите барања не беа прифатени. Ние не бараме од нив, зашто патот постоеше за нас од одавно. Ние сме имали пат за деца што учеа у школу и сега тај пат не постои више. Ние треба секој пат тука да платиме по 30 динара за 3,5 километри. Тоа е исто грабеж.